Во овој издание на студио тема се бранителите, а и именувањето на Талат Џафери за министер за одбрана. Мои гости се Абедин Зимбери од Нова демократија, поранешен борец на УЧК, и генерал Стојанче Ангелов. Во 2001-та се гледавте ни преку Нишан, како ви оди сега комуникацијата, гледам не е лошо. Во 2001 не се гледавме малку подалеку, маскирани со шлемови. Добро. Како изгледа од оваа дистанца на колку години веќе, 12? 3? Па 12 години, да. Да. Па видите што после таква ситуација нормално е дека животот треба да почне и да сите тие работи да се помират и да се почне еден нов живот. Не може да оди така цело време со мрзање, со војни, со такви работи, затоа мене тоа не ме мачи опште. Мислам дека не сме направили нешто толку грозно за да денеска се гледаме со други очи. Мислам дека животот ќе продолжи и ќе најдеме начин да се зближиме и да продолжиме понатаму. Генерале, вие и достоинство очигледно се навратувате на тие рани од минатото и по овие реакции деновиве кои пред се вие ги анимирате, а по повод именувањето на Талат Џафери за нов министер за одбрана. Ме интересира, не мислите дека е можеби време да се остават некои работи на страна, да сте заборавили или не може? Јас за повеќе наврати сум кажал дека непријателствата конкретно помеѓу борците на УЧК, на ОНА, како што тие се нарекуваат, и помеѓу припадниците на безбедносните сили, се надминати. Значи, јас со него можам слободно да разговарам и војната или конфликтот од 2001 година е едно минато зад нас, но ние понатаму требаше да продолжиме со подобри меѓуетнички, меѓунационални односи, а не со влошување на истите односи. Ние сме сведоци дека во последните неколку години, за жал посебно изразено последните овие, да кажам од 2011 година, последните 2 години, кога имаме барања од страна на екстремните албанци, не зборувам за сите албанци, а кои што за жал ВМРО ДПМН ги прифати тие барања, кои што ги загрозуват и така кревките меѓуетнички односи. Првата и најголемата трагедија за нас македонците или најстрашниот удар беше амнестијата на хашките злосторници. Да се амнестират луѓе кои што се живееле врз невино население. Не може да се оправда со никаква политика, бидејќи тие дела како прво не застаруваат. Тие дела може да бидат обновени од било која наредна влада, од било кој друг јавен обвинител. Исто тие дела може да ги гони било која странска држава. Значи може да се покрене постапка во друга држава. Дали не мислите дека тоа е влегување во еден магепсан круг кој е вител, кој ние во влече надолу случаи, на пример, беше водството зона. Денес е абсурд ние да очекуваме некој Али Ахмети да го осуди, и јас конкретно за тој случај не зборувам. Но ќе кажам за малтретирањето на мавровските работници. Ама поимот малтретирање е многу мек, бидејќи луѓето врз нив имало страшно изживување. Биле сексуално малтретирани, ги терале полово да опшат помеѓу себе, биле силувани. Она резбање со ножови по грб, тоа не е ништо, бидејќи таквите рани за здравот. Да се амнестират такви луѓе или оние кои што ги киднапира, убија македонците кои што до ден денес не знаеме каде се нивните тела. Барем да имаа достоинство, барем малку војничко, да кажа беше војна, не требало да ги убиме, барем да каже каде се. Според вас, господин Зимбери, зашто мислите дека кога веќе ги отвори Стојанче Ангелов овие хашкиве случаи, зашто мислите дека требаше да бидат амнестирани, односно да се направи тоа автентично толкување на законот? Па видите што хашките случаи мора да се затворат затоа што Хаг не најде никакви докази дека таквите случаи треба да бидат осудени во Хаг. Не може Македонија, кога Хаг веќе ги остави тие предмети дека се не без докази и дека нема никакви аргументи за да се докажат стварните кривци кои го направиле тоа. Сега Македонија, за да ја искористи тоа политички, за политички поени, направи таква ѓурунтија во државата за да најде причина или начин за да ги казни тие луѓе, а таквото однесување може да нанесе голема штета на Македонија, затоа што ќе отвори многу рани и многу работи кои ќе ја терат Македонија назад,
Затоа што ако едната страна имала такви случаи, исто така имаше и од кај нас такви работи што ние требаше да се пожалиме за таквите работи. Ние, иако имавме многу работи за кои можевме да се жалиме, ги оставивме за да времето ги лечи тие работи. Успеавме со луѓето да се ставиме во ангажирање на смирување на меѓуетничките работи и да стварно живееме во една држава. Да се вратам сега на именувањето на Талат Џафери. Ако беше некој друг, ќе беше во ред, баш Талат Џафери е проблемот за вас што е именуван како министер за одбрана? Проблем е тоа што тој бил командант во УЧК. Ако беше друг некој од ДУИ, повторно ќе беше проблем, бидејќи ДУИ е партија која што настанала од УЧК. И Фатмир Бесими, иако изгледа како некој мирољубив тип, е сепак од ДУИ. И тој ги имаше на увид сите разузнавачки и контраразузнавачки информации до кои што доаѓаше Министерството за одбрана, истите можеше да ги презентира на неговиот врховен командант од 2001-та. ДУИ е дел од власта, веројатно. Па да, тоа е проблемот за попустливоста на оваа владеачка ВМРО ДПМН. Јас разбирам дека тие се принудени до одредена мера да попуштат. Според вас било кој од ДУИ не би требало да го има Министерство за одбрана? Апсолутно не. Министерство за одбрана, Министерство за внатрешни работи. Според мене за правда е апсурдно. А доколку е ДПА член, би можел? Не. Јас сметам дека етнички албанец не смее да биде министер за одбрана, освен ако не е некој тип кој што е од интелектуалните крила, кој што нема врска со овие, да кажем, екстремистички организации. Значи ние имаме албанци кои што се од областа на науката и тоа би било сосем друга прилика. Иако јас интимно ни со тоа не се согласувам. Зошто според вас, вие спет претпоставувам дека не е спорно именувањето на Талат Џафери? Не, никакво. Дали е добро? Дали вие сте од друга партија, вие сте од Нова демократија, дали е добро решение Талат Џафери? Јас тоа ќе го кажам. Подобро е од Бесими. Тоа е многу подобро решение, затоа што со неговото именување, значи ќе почнат да се веќе прилагодат сите граѓани на Македонија, дека ние сме веќе после 12 години сите сме исти без разлика. А дали може би не е рано? Не е рано затоа што Стојан Шангелов е претседател на една партија која е во коалиција со СДСМ, а исто така баш после војната СДСМ го именуваше за заменик министер за одбрана. Талат Џафери беше 4 години заменик министер за одбрана. Зошто е спорно сега после 12 години истиот човек да биде именуван министер? Значи човекот не е работа, не е важно кој што е, важно е човекот е спремен да придонесува нешто за Македонија да влезе во НАТО. Ова што го рече тоа дека во Министерство за одбрана и во Министерство за внатрешни работи не треба да биде албанец, значи се уште постојат некои работи во Македонија што постои една недоверба кон истите граѓани што сите се ангажираме за оваа држава да ја внесеме и во НАТО и во Европа. Значи се уште постојат некои луѓе што ги искористуваат ваквите прилики политички, а не се свесни колку тоа нанесува штета на ова. Талат Џафери е спреман, мислам, во смерот на одбрана за да придонесе и да ги продолжи тие активности што ги имаше Бесими до сега за Македонија да ја внесе во НАТО. На албанците општо не им како партија, мислам, и како албанци сега многу, ама баш ич не ни е важно Министерство за одбрана. Не знам зошто и во коалиција го земеле тоа министерство. Не ни значи ништо, затоа што целото Министерство за одбрана сега е во под контрола на НАТО и на таквите работи. Више, ако македонците мислат дека еве го ставиле албанец во Министерство за одбрана за да утре нешто направат, таквото мислење треба да го тргнат. Албанците не мислат више за војни. Албанците мислат за интегрирање. Јас како претседател на достоинство и ние како политичка партија не искористуваме ништо од ваквата ситуација. Јас најискрено го мислам она што го зборувам, јас сум огорчен и бесен од она што се случува во Република Македонија. Ова зумбери што зборува дека на нив ништо не значи дали е министер за одбрана, па ворете тогаш трампајте ги министерството, земете некој друго, не остане. Во случајот он не одлучува, он не е во власта. Знам дека КДД ќе стане дел од власта, значи според нас е апсурд командант од УЧК да биде министер за одбрана. И такво нешто ние нема да дозволиме. Ние ќе најдеме механизам. Добро, тие луѓе или ќе се прифатат да се бидат повторно интегрирани или нема да се прифатат. Не е 1-20 тие. Не се работи, Боријан, не се работи за интеграција. Ти зборуваш, човек го стават министер за одбрана, ако сака да се интегрира заради малку тоа што бил пратеник. Јас пак ќе кажам, да беше некој албанец кој што нема врска со УЧК, со овие екстремисти,
не и да го ставаат на некои вакви функции, пак немаше да ни биде седно, ама некако можеби ќе поминеше. Но командантот Дучека и како што кажа Зумбери дворете некогаш да биде албанец, али после некои 100 години да кажеме. Не сега. Добро, може би 100 години. Свана, дали очигледно е био по оние настани во Слупчане, кој бе очигледно е дека кај етничките македонци постои една чувствителност околу оваа тема. Дали мислите дека мораше баш Талат Џафери да биде? Види што Дека како да има еден опит, еве морате сега да го прифатите ова. Било кој Што да малку- од ДУИ, да. било кој од Состава албанците. тензии непотребно. Не, тензиите што се стварат тие се политички. Јас ова го кажам многу искрено. Без разлика кој ќе биде министер од албанците, дали е било Вучека или не бил или било која личност, он не може да работи во своја глава, туку ќе работи за она што му го одредува министерството. Ќе му дадеме шанса да видиме до кај ќе ја води Министерство за одбрана, па тогаш ќе реагирате. Вие уште не знаете што план има он за Македонија да ја внесе во НАТО, а реагирате, значи, зашто не реагиравте тогаш кога беше заменик министер за одбрана? Затоа што во Македонија има практика, ако министерот е македонец, заменикот да биде албанец во сите министерства. Заменик министер албанец во било кој министерство. И сега ќе биде заменикот македонец, па Ведете, заменикот може без проблем да се премости. Заменикот министер не може да знае се за одредени работи односно. А зашто вие се уште криете од албанците? Апсолутно да, ако живееме во оваа држава не можете да криете нешто. Не може припадник на УЧК да знае кој каква формација имал во зашто ние би прифатиле војното разузнавање и контраразузнавање? Тоа е абсурд, тоа е самоубиство за македонскиот народ кој што е носечки народ во оваа држава. Вие се уште ги гледате некои работи поделено. Јас лично ви кажувам, не ги гледам таквите работи. Зошто тогаш би бил прифатен од нас албанците ако бил некој во Министерство за одбрана, а бил учесник во лавовите против нас? Како ние тогаш би прифатиле? Затоа што е држава на македонците за нас не е. И ваша држава меѓутоа се знае. Не би сакал да придонесам со оваа дебата кон подигање на нови тензии, бидејќи доволно мислам дека ги имаме. Да ве прашам, едните и другите излеговте очигледно, и тоа се забележува и по вашата дикција и по емоциите кои тука ги изнесувате. Очигледна е траумата од 2001. Јасни се барањата. Морам да те прекинам, јас немам травма од 2001 година. Јас зборувам како загрижен македонец за иднината на македонскиот народ и на сите граѓани на Република Македонија. Јас сум загрижен за она што нас не очекува во иднина. Да ги тргнеме травмите од 2001 година на страна. Ние не сакав, друга беше темата. Темата беше за правата на бранителите сега. Како за луѓето кои учествувале во тој конфликт и на кои им следуваат известни права. Дали очекувате дека ВМРО и ДУИ ќе успеат да го решат овој проблем? За нас во ваква ситуација тоа е небитно. На прво место ние треба да ја заштитиме нашата држава. Ставањето на министер за одбрана. Сега за вас е ирелевантна темата за законот за бранители? Па ова е многу поважно, значи дали ние ќе имаме право или не, ако утре и требаме на државата, еден добар дел од нас пак ќе бидат тука. Со тоа што кажавме дека прво ќе расчистиме со политичарите, кои што во 2001 година дел од нив факт е дека не извршија својата политичка улога и задача како што треба. Но нашите права се второстепени во однос на ова што се случува. Ние имаме ситуација кога командантот на УЧК, на Косовската УЧК, Рамош Сакате да кажете, ако добро, вие сега мораториум ставате на темата закон за бранители, сега е приоритетно решавањето на Талат Џафери како министер за одбрана? Како достоинство, предпоставувам негово пред да ја подпишеме коалицијата со СДСМ, ние имавме долготрени преговори. Едни од работите кои што ги договоривме беа правата на бранителите од 2001 година. Ние во тие преговори настапивме крајно сериозно, преговарачкиот тим на СДСМ го водеше Зоран Јовановски. Дел од нашите барања прифатија еден мал дел, не, дел прифатија делумно, тоа ми зборува дека ти има еден сериозен пристап кон нашите барања. Они не се на власт. Мене ме интересира сега, се уште е во процедура некаква тој закон. Не, тој закон на нас не ни треба, тој закон е политички маркетинг помеѓу ДУИ и ВМРО ДПМН. Тој закон слободно нека го тргнат, не ни треба. Во тој закон нема ништо за бранителите. Земете, прочитајте го законот.
Тие како прво не мора да поднесуваат нов закон за бранители за да не ги иритираат дуи и албанците кои што се чувствителни на таа проблематика. Може да направат измени и дополнување бидејќи во тој закон има една или две работи кои што ги нема во постоечкиот. Господин Ципери, може ли да се донесе таков закон? Ваков каков што е сега во собранието? Видиш, мене прво Ви изненадило е ако дуи се согласи некако? Жалам што прво Исто Јанчо и неговите приврзаници или како да ти кажам, се уште застанале во 2001. Значи не ставили еден чекор напред за да ги видат малку состојбите на друг начин. Жалам што се уште застанале во 2001 и со вакво однесување мислам дека повише им штетат на Македонија. Тоа они што го изјавуваат, тоа повише ја гарантирам дека е против Македонија, а не за Македонија. Македонија може да ја чуваш само ако седнеш заедно, разговараш. Можете ли се обидете да ги разберете? Сите прешки што се и во законите, да. Сите прешки што се ги решаваш, пружаш рука еден на друг и тргнуваш. Овдека се уште не може да дојдеме до тој степен. Имате ли разбирање за нивната чувствителност? Како мислите? Или мислите дека не е чувствителност, мислите дека е политика? Тоа е политика. Јас ви гарантирам дека е политика. Честните граѓани, честните луѓе, очигледни без се разлика контрари на реакции состојбите кои што беа предизвика Стојанчо Ангелов во овие изминати денови. Стојанчо Ангелов нон-стоп, ја ги следам неговите изјави, нон-стоп и очигледно има постои чувствителност во јавноста, македонскиот дел од јавноста. Ја ви гарантирам дека во еден голем дел од македонците, кога ќе слушат изјавата на Стојанчо Ангелов, малку се им е досадно више од таквите изјави. Ова ви го кажам многу искрено затоа што луѓето веќе не мислат на такви работи, не мислат на враќање на раните, туку сакаат перспектива на живот. Генерале? Ние не зборуваме за раните од 2001 година. Во 2013 владата на Никола Груевски стави министер од редовите на УЧК. Значи, ние мораме еднаш да пресечеме да кажеме до каде може да се оди. Дали мислите дека СДС, ако е на власт со ДУИ во коалиција, дека ќе одбија тоа Џафери да биде министер до одбрана? Апсолутно да. Во спротивно ќе се случи многу полошо од ова. Ние да сме во коалиција со СДСМ. СДСМ да прифати командантот УЧК за министер за одбрана, тогаш ќе имат многу поголем проблем со нас отколку што сега има ВМРО ДПМН. Ако СДС утре направи коалиција и се врати во парламентот, односно на власт, сигурен сте дека нема да може тоа Џафери да биде министер? Апсолутно нема шанси. Тогаш ќе преземеме многу порадикални мерки, бидејќи за нас тоа е нестапливо. Ќе бидете полоши кон СДС, сака да кажете во тој случај. Апсолутно да, бидејќи се наши партнери. Што мислите вие? Во врска тоа. Па мислите дека може и во таква варијанта? Во политика се може. Ова време додека се доаѓа на власт, сите се во маса. Критики видува дека на националистичка карта може да не добиват нешто, сега го проба тоа, мислам дека ова е во меѓувреме додека се политизира, што е со луѓето кои се гледавте на нишано од едната и другата страна и нивните права, нивните барања и така натаму? Ќе се решаваат или не во некои констелации? Јас мислам дека треба да се решават, ама пред да се решават мора да се направат вакви работи, како што е именуван Талат Џафери, на друго место друг, да се сите чувствуваат дека се во своја држава. Ако ти цело време чуваш нешто, криеш од мене, како јас ќе ја осеќам оваа држава дека е моја? Кога знам дека ти што зборуваш дека Министерството за одбрана на двете најчувствителни министерства... Како и таа, во меѓувреме ви реков, стотици луѓе кои биле во УЧК или биле собранителите имаат проблеми, односно останале инвалиди, семејства, имаат социјални проблеми. Што е со нивните проблеми? Ќе се решат ли некако? Според вас? Ние, кога ќе формираме идната влада на чело со СДСМ, ќе решиме добар дел од тие проблеми и ќе на бранителите. На бранителите апсолутно. А што е со нивните проблеми? На некои права. Апсолутно според нас во една држава, сериозна држава, оние кои што ја нападнале државата, да очекуваат од истата држава права е апсурд и такво нешто не смееме да разговараме, а не да се реализира. А што ќе се прави со например некои луѓе инвалиди кои имаат социјални проблеми сега, семејствата им живеат лошо? Ако тие луѓе не започнале убивање во Македонија, немаше да има инвалиди нити од наша, нити од нивна страна. Јас разбирам дека болката за синот кој што го изгубил таткото е иста, без разлика на која страна бил. Но затоа јас во секој моје гостување кажувам дека треба на таквите деца да се помогне и на инвалидите од редовите на УЧК треба да се помогне, но и да и помогнат оние за кои што се бореле. Во 2001 година ние се боревме за Македонија.
Тие се бораа против Република Македонија, тие ги започна убивањата. За последно прашање, дали мислите дека Значи, тие права на поранешните дучека ќе бидат решени некако и некогаш? Јас мислам дека ќе бидат решени. Ќе дојде време што самите македонци ќе го прифатат тоа и ќе видат дека тоа е било глупост. Што вика генералот за 100 години? Нема да дојде на власт, не се секири. Останувате, мислите дека коалиција ВМРО и нема да наскоро да... Не, Ама очигледно ли со ВМРО не можете да ги решите вашите проблеми? Не, ќе се најде и со ВМРО. Јас ви кажам дека интегративните процеси сами ќе доведат Македонија до тамо што мора да бидат прифатени сите работи. Што не терат на еден исправец. Не може ти да немаш права, јас да имам права. Ти да се рачунаш, јас сум, ова држава е моја, а не е твоја. Значи, сам Стојанче Ангелов мене ми кажува дека веден ти треба да ја нацрташ една линија и ти собирај даноци, плати ги овие од УЧК, било што, а јас моите. Значи, на таква линија он збори. А јас не зборам тоа, јас зборам дека кога јас партиципирам во ова држава и ако моите проблеми не бидат решени, зошто од моја партиципација да бидат решени правата на бранителите, само малку. Правата на бранителите кои од иста страна јас чувствувам дека тие мене ме нападнале. Очигледно се Значи ако почнеме да се враќаме на тоа, противставени се позициите. Има ли простор да се најдете на некој терен заеднички? Јас сум спремен, ама од другата страна гледам дека нема слушнав дека албанците во Македонија немале права. Мислам, немам зборови што да кажам. Какви права имат македонците во Егејска Македонија, односно во ти не можеш да ме рачунаш мене егејци во Бугарија, во Пирински. Ти не можеш да ме споредиш мене со таквите егејци. Какви права имат македонците во Албанија, во Мала Преспа? Какви права? Па не можат ни на македонски да зборуват и тоа е успех ако некаде зборуваме за оваа ситуација дома што значи, имаме. Дали можеме да најдеме начин кој ќе обезбеди некаков елементарна стабилност и мир кој ќе ни овозможи некаква перспектива понатаму, бидејќи без треба тоа не можеме прекинат екстремните албанци со провокациите. За мене давањето на одликување, бидејќи титулата поче се граѓани на Тетово, за мене одликување. На командант на Косово, Рамуш Харадинај. Што ти смета тебе тоа? Како може Добро, тоа се повлече, да не навлегуваме, ја многу време. Не се повлече, тој се зема и си отиде со одликувањето, нема врска формално чарли што го повлече. Добро, сега што понатаму Талат Џафери е министар и тоа е тоа што понатаму. Талат Џафери треба да покаже ќе преземете нешто порадикално во таа смисла. Талат Џафери прво треба самиот да биде свесен дека неговиот избор направи огромна штета на меѓуетничките односи во Македонија. Кај македонска страна да, албанците. Па да, знам дека албанската не направи. Како тогаш меѓунационални односи, што проблемот е како да се надмине јазот, значи тоа што албанците се задоволни не значи дека се е во ред во државата. Мене ова ме мачи што се уште луѓето како Стојанче Ангелов не се спремни да одат. Па добро, не е малце што вие вака пријателски правите муабет пред почетокот на после 12 години, да. Кафе ќе пијам и ќе правам муабет. Сега зборуваме целокупно за државата. Значи, треба прво да луѓето да се малку влегуваат во една друга подлабока анализа како обстанала оваа држава, на кој начин обстанала и албанците кои се во Македонија. Не може он да ме споредува мене со Преспа таму, македонците во Преспа да ме споредува мене албанците. Да, ќе навлеземе во историја, ми се чини во една оваква академска дебата за крај. Талат Џафери ќе остане министер за одбрана или не? Ние ќе направиме се што е во наша моќ, тој самиот да се повлече во согласо со законите во Република Македонија. Јас мислам дека Талат Џафери нема да се повлече и Талат Џафери ќе биде успешен во ова насока и мислам дека работата на Талат Џафери пред се добрата работа што ја направи Бесими и му олесни работа на Талат Џафери да Македонија влезе во НАТО. Нова демократија ќе биде во коалиција со ДОИ? Да. Морам да прокоментирам. Бесими направил Македонија да влезе во НАТО, ова е добро, не сме во НАТО, не сме во НАТО. Ние бевме на вратата на НАТО пред 4-5 Зависи кој како ги гледа работа. Во 2008 година Македонија беше на вратата на НАТО. Требаше само да го промени името и веднаш да влеземе. Сега дека Бесими направил ние да влеземе во НАТО, тоа е. Стојанче Ангелов, Фабијан Зибери, ви благодарам што сте гости во студиото на Нова. Гледам секирите се уште не се закопани, па може наскоро ќе закопани. Вака, јас само за крај ќе кажам, ние после емисијата
ќе седнеме на кафе. Иначе јас како човек против него немам ништо. Мене Не, вие ќе седнете, пазите вашите приврзаници да не се истепаат Значи, некако. Тоа е. не, се работи за друга работа. Ние имаме сериозни разлики во размислувањата. Бидејќи Очигледно, она што да. се Очигледно, случува... јас Значи, тие Јас го ако гледам ова, погледнеме мислам тие дека на и сите гледачите ја гледат нивото на ова кој каде. долгорочен план албанците си го остваруваат планот реализацијата на Призренската декларација. За жал. Што да ти кажам? Добро, тука ќе завршим. Ви благодарам што бевте гости. Јас се надевам сепак дека со ова ќе придонесеме за смалување на тензиите, а не за подигање, така што биејќи доста ни од тензии. Ви благодарам. Благодарам од вас.